Во име на студентите, група пратеници изготвија предлог резолуција со која се бара правосудниот испит да се полага и на албански јазик. 20 потписи се од опозицијски пратеници, од Европскиот фронт, од Алијанса за албанците, од пратеникот од турската заедница Бејџан Илјас и Фатмир Битичи од СДСМ. Текстот е доставен до собранието за пратениците да го разгледаат и според нивна проценка да го поддржат. Предлог резолуцијата е едноставна по содржина и по цел. Таа бара спроведување на уставот и на законот за употреба на јазиците и преку нив овозможување полагање на правосудниот испит и на албански јазик. Истата ја потпишаа сите албански опозицијски пратеници, а очекуваме и бараме да и се придружат и пратениците од владеачкото мнозинство, како и пратеници од сите партии и етнички заедници во парламентот. Прашањата за полагање на правосудниот испит на албански јазик повторно ги отвара политичките судири меѓу власта и опозицијата. Ова доаѓа откако синоќа премиерот Христијан Мицкоски во интервју на Ора 24 изјави дека владата нема проблем со употребата на јазиците, но нагласи дека во врска со барањата правосудниот испит да се полага на албански јазик треба да се земе предвид мислењето на Венецијанската комисија, која бара напуштање на двојазичноста во судскиот систем, но и внимателно разгледување на видовите правни акти. Зошто ситуацијата е ваква? Мицкоски вината ја гледа кај оние што го усвоиле законот за јазиците и ги измамиле албанците. Кажам, ова е наследен проблем од истите оние кои што беа 20 години влада и не успеа да најдат начин како да го решат. На ова реагираше ДУИ, која беше дел од власта кога беше усвоен законот за употребата на јазиците. Според интегративците, изјавата на Мицкоски е обид да се избегне одговорност за неспроведување на право што директно произлегува од уставот и законот за употреба на јазиците. Албанскиот јазик е службен јазик во Северна Македонија. Ова не е политичка интерпретација, туку уставна и законска реалност, што мора да ја почитува секоја државна институција. Законот за употреба на јазиците беше усвоен за да ја гарантира јазичната еднаквост и да го заекне мултиетничкиот карактер на државата. Обидите овој закон да се прикаже како проблем или одговорноста да се префрли на други не и служат ниту на вистината, ниту на институционалната стабилност на земјава. Од ДУИ додаваа дека владата има обврска да го спроведува законот, а не да го релативизира преку политички оправдувања и дека секое одложување или попречување на остварувањето на ова право, според нив, представува чекор назад за еднаквоста и демократските стандарди на државата.